Бојана Јовановска, во вашата публикација велите на летните Олимписки игри во Париз е достигната родова еднаквост преку бројно учество, односно еднакво учество на мажите и жените во спортските игри. Оние кои сега ме интересира, оние кои не разбираат родова еднаквост, не знаат што значи и колку е таа важна, секогаш велат дека квалитетот е важен, а не воопшто квантитетот. Не е важно дали жени има и во спортот и во сите сегменти, сфери во општеството, важно е дали се тие квалитетни. Кој е вашиот одговор и контрааргумент? Во однос на родовата еднаквост, она што коментиравме во анализата е дека да, еден од успесите оваа година, односно 2024, беше тоа што за прв пат на Олимписките игри имавме подеднаков број на мажи и жени кои што земаа учество како спортисти, односно спортистки. Ова е од особена значајност и покрај тоа што тука нема да навлегувам во оние некои суштински потреби за родова еднаквост, меѓутоа во однос на самото учество е многу значајно, бидејќи жените во принцип имаат можност да учествуваат на некои побитни спортски надпреварувања само во последните 50 на години. Да речеме, за прв пат официјално учествуваат на Олимписките игри во дисциплина маратон некаде во 80-тите години, што е само толку, околу 50 на 40 години учество, така што од овој аспект од голема значајност е токму постигнувањето на родова еднаквост во однос на подеднаквото учество. Меѓутоа, доколку навлеземе подлабоко во однос на родовата еднаквост генерално во спортот, се уште се соочуваме со прилично доминантно машко поле, не само од аспект на бројки, од аспект на колку жени имаме во спорт, меѓутоа многу повеќе од аспект на колку жените се вреднувани за својот перформанс и за оно што го вложуваат во спортската активност, па така имаме, да речеме, родовиот јас во платите е огромен, изнесува некаде од 15 до 100% родов јас. Ако видиме, да речеме, Forbes секоја година објавува листа на најплатени спортисти во светот. Во 2024 немаше ниту една жена помеѓу 50 или 100 спортисти, што ни укажува на тоа дека жените во спортот се уште имаат многу долг пат за изодување и уште голема борба за извојување. Така што ова во однос на родовата еднаквост и учеството е само гребење по површина кога станува збор за жените во спортот во Македонија, меѓутоа и во целиот свет. Она што е интересно за овие Олимписки игри е тоа дека се славеше на некој начин фактот дека има еднакво учество на жени и мажи во игрите, меѓутоа она што прикажува е дека всушност вистинското учество или вистинската представеност на жените на спортот и како тие се третирани во самиот спорт и кои се можностите кои што им се дадени и кои се не само наградите кои што сега гледаме дека различни награди се даваат за жени и за мажи, меѓутоа гледаме дека на едно многу површно ниво всушност тоа навистина функционира или се може да кажеме дека е достигната таа родова еднаквост, особено може да видиме и за како се третираат нетипичните жени, односно жените кои што не потпаѓаат целосно кон или патриархалните традиционалните очекувања на тоа како треба да изгледа жена, особено во однос на спортот. Затоа повеќе би рекла дека критиката тука е дека некогаш сакаме да славиме одредени моменти како надминување на одредена нееднаквост, меѓутоа овој пат не е тоа случајот. Иако некогаш тоа знае да биде добар маркетинг ќе се каже дека родовата еднаквост е достигната, во реалноста,
можностите за девојчињата и жените да воопшто учествуваат во спортските активности, во секојдневието, во школа, во школите, во средно и така натаму е многу поразлична на светско ниво и тоа укажува дека всушност од многу поназад почнува трката за жените кога станува збор за нивното учество во спортот и тоа сеопфатно може да видиме дека не е достигната родовата еднаквост кога станува збор за жените и спортот. Околу контрааргументот, кој е вашиот одговор кога велат еве и спортот и било која дисциплина, било која професија и сфера не е важно дали има еднаквост, дали има еднаков број на жени вработени, туку е важно колку се квалитетни. Зошто гледате дека дали се жени или мажи? Битен е квалитетот. Тоа е многу интересно во кои случаи всушност се користи тој контрааргумент и мислам дека тука се разоткрива всушност која е намерата за самиот тој аргумент. Иако од една страна можеме да кажеме дека е точно тоа што речеме некоја жена е на висока позиција во некоја фирма или компанија или што и да е, не значи дека за сите жени во таа компанија работите се подобри и дека сите жени се подеднако представени. Затоа мора работите да се гледат интерсекцијски, не само тоа што се жена, него која е класната, социјалната позадина, етничката и така натаму и така натаму. Но тоа е само еден елемент. Кога навистина се користи тој аргумент за дека не е важен квантитетот, туку квалитетот, обично е многу излитен, би рекла, аргумент кој што само се користи во ситуација за да се докаже дека всушност нема потреба да се направат одредени чекори за поеднакво учество на сите. Мора да се гледа квантитетот од аспект на односно учеството на жените и во спортот и во другите елементи како едно скалило кое што создава простор ние всушност на иста платформа да соработуваме и да работиме заеднички. Во превод, без учество на жените во политиката, јавниот простор, спортот, било што понатаму, ние не може воопшто да зборуваме за заедничко учествување и креирање на некаква средина која што е еднаква за сите. И тука се демаскира тоа дека на тој аргумент впрочем дека е најголемиот проблем бидејќи нели квалитетот е поважен. Што всушност представува квалитетот? Ние треба да зборуваме дали жените сами по себе не се квалитетни само заради тоа што се жени, каде потекнува всушност предпоставката дека само затоа што е жена не е квалитетна, туку некоја жена добила нешто затоа што е жена. И тоа укажува колку длабоки вкоренети традиционални патриархални очекувања имаме и од жените, дека не го заслужуваат своето место, дека не се на местото кое што се затоа што заради своите вредности, вештини и способности, него ради други причини. И тука мислам дека разоткривањето на тие митови и тие половични аргументи всушност прикажува колку луѓето кои што ги кажуваат имаат јасни ставови. Не има ставот да направат еднакво општество, него ставот има да го задржат статус квото и жените да го знаат своето место каде е во општеството. Во спортот малку од аспект нели на мажи и жени можеме да направиме една разлика бидејќи тука имаме категоризација. Така што имате категорија машки и категорија женски спорт. Меѓутоа и не можеме нели врз основа на тоа не можеме да направиме и некаква споредба на нивните квалитети заради тоа што се рангираат во рамки на засебни родови категории. Меѓутоа кога ќе направиме компарацијата како се вреднувани засебно, токму она што го реков за иста работа не земаат подеднаква плата, односно не се подеднакво вреднување. Така да дури и тој принцип на меритократија овде е изоставен, бидејќи најдобрите во женска категорија не се подеднакво вреднувани како најдобрите во машката категорија. Така да таа компарација веќе кажува на тоа дека имаме навистина голем јас, кој што дури ни овој принцип не успева да го затвори. Секако, да, квалитетот секако треба да биде вреднуван, меѓутоа, она што го начнав и на почетокот, мораме да имаме предвид кога жените започнале кога жените влегле во одредено поле, дали, не знам, станува збор за политика, станува збор за спорт, и колку тие имале можност и ги имале истите можности како мажите да
ги докажат своите способности и своите квалификации, ако имаме предвид дека влегуваат во поле кое што е доминантно машко, не со години, туку со децении, со векови наназад. Затоа мораме да имаме предвид почетната позиција на жените и затоа учеството, подеднаквото учество е од многу голема важност, за да жените можат да добијат почетна точка од каде ќе можат да се ги докажуваат своите квалитети. Извештајот на Светскиот економски форум за глобален родов јас проценува дека уште 131 година ќе биде потребна да се постигне целосна родова еднаквост низ светот. Сега моето прашање се однесува на Македонија. Вие ги знаете трендовите, ова стана прилично конзервативна средина и назадни се практично тие трендови. Се работи и за политички партии и невладени организации, но и огромното мнозинство. Се работи за закоравени, за циментирани некакви идеи. Колку години на Македонија ќе и бидат тогаш потребни, ако на светско ниво говориме за 131 години? Тоа се проекции кои што се правени нели врз основа на досегашниот тренд на развој. Меѓутоа, доколку имаме предвид она што и самата го наведовте, дека веќе имаме одреден регрес или стагнација или дури и регрес во некои општества, имајќи предвид дека имаме се повеќе конзервативни влади кои што доаѓаат на власт. Не зборувам само да речеме за Америка, туку и во Европа, во рамките на Европска унија, тој тренд е се повеќе се поголем замав и на тој начин земаат замав и антиродовите движења. Имајќи предвид дека овој тренд на развој е всушност се повеќе загрозен и под голем притисок на овие негативни трендови за родовата еднаквост и всушност и за заштита на голем дел од маргинализираните заедници генерално. Мислам дека дури овие 130 години ќе бидат малку на светско ниво, а уште повеќе за Македонија. Бидејќи едноставно многу лесно доколку само ја видите, ја анализирате реториката, доколку ги анализирате програмите и политиките кои што се донесуваат, да речеме од актуелната влада, веќе може да се види насоката во која што ќе одат понатамошните политики. Можеби нема да имаме регрес, меѓутоа со сигурност ќе имаме одреден степен на стагнација, што повторно на едно подолгорочно ниво секако ќе го назади развојот во рамки на родовата еднаквост. Многу ми беше интересно дека пишуваше некаде 57 години дека ќе бидат потребни за Македонија, мислам дека беше на UN извештај. И искрено мене тие бројки воопшто ништо не ми значат, особено како млад човек кој што сака да види промена во својот животен век пред мене. Но за жал, се што кажавте е точно во контекст на уназадувањето. И начинот на кој што се случува уназадувањето не е само низ политиката, туку и во граѓанското општество, во секојдневието, во медиумите, во јавниот простор и така натаму. Меѓутоа, најголемото уназадување според мене се случува и во однос на вредностите, кои што како да си имам откажано како држава и како граѓани со граѓани дека ние имаме еманципаторска историја од која што жените учествувале, креирале и работеле и правеле нешто за подобрување на сите нас. И некако тоа уназадување многу е јасно, не може да се види дека е некаква увезана работа. И тука е апсурдот, дека луѓето кои што напаѓаат дека феминизмот и родовата еднаквост се увезани идеали, се всушност имаат увезана идеологија која што не само што е конзервативна и уназадувачка, туку и мислам дека буквално го уништува секаков човечки потенцијал. Ние во моментов едно истражување прикажува дека најголемиот јаз во моментов постои помеѓу млади девојчиња и момчиња, дека воопшто не се разговара, значи токав момент на екстрема има што воопшто не се ни разговара, заради тоа што имаме млади момчиња кои што идоли им се Ендрю Тейт, луѓе кои што се осудени за силување, за насилство, Джордан Питерсон, Елон Маск, значи луѓе кои што буквално капитализираат на експлоатирање на други луѓе, имаат одвратителност кон жени и тоа се идеалите кои што се представени за начин на кој што треба да се однесуваат на меѓучовечки односи.
И мислам дека, иако зборуваме нели за наративи, за политики, за се останато, тоа што мене најаќе ме загрижува е како во секојдневието, во меѓучовечките односи, во насилството што го гледаме секојдневно меѓу млади и кон млади, всушност покажува дека ние не само со антиродовите движења немаме проблем за тоа што законите се уназадуваат, како што се случи со законот за средно образование и средно и основно образование, каде што се избриша зборот род, родов идентитет и родова еднаквост, туку имаме проблем на секојдневно ниво, кое што мислам дека луѓето не ја разбираат сериозноста, на што тоа значи за идните генерации кои што треба да градат оваа држава, да вложуваат во себе и се останато. Ние тек сега ќе гледаме како тоа ќе влијае врз секој можен аспект од човековото постоење. Има уназадување, тоа е факт. И околу спортот ме интересира, гледате ли во Македонија родова еднаквост? Иако не сум за тоа можеби експерт, чисто го кажувам како некој кој што го истражува ова и ме интересира. Мислам дека иако имаме многу конкретни случаи на жени кои што стварно успеале и се буквално убиле од работа за да се таму кај што се, можеме да ги гледаме за жал тие жени како исклучок, бидејќи системски не се вложува за жените да бидат активно дел од спортскиот живот. Но оние кои што знам дека се имаат изборено, гледам како се трудат и преку различни кампањи и иницијативи да ги вклучат девојките и жените да бидат поактивни во спортот, но мислам дека без системска поддршка ние не може ништо да направиме. Пред неколку години знам собиравме преку мрежа Стела донации за еден тим на девојчиња во Чаир кои што сакаат да играат фудбал и многу беше жално што тоа остана само на собирање донации, а никако не беше поддржано ни од општината, ни од некои други луѓе кои што тоа можат да го направат и укажува дека не ги сваќаат сериозно жените кога сакаат да бидат дел од спортот. А впрочем и едни од поголемите успеси кои што сме ги направиле на светско ниво, например мислам дека минатата година на Параолимпијадата имаме личност жена која што одбитала, која што постигна голем успех, кој што никој друг го нема постигнато од Македонија, затоа ни видов дека многу медиуми проследија. Па дефинитивно сме се уште далеку од постигнување на некаква родова еднаквост. Токму во моментов завршуваме едно истражување кое што го развивавме од аспект на жените на лидерски позиции во спортот и оние сознанија до кои што дојдовме беа токму кажува на тоа дека имаме навистина уште многу голем пат да изодиме, бидејќи самите жени кои што работат во оваа сфера се свесни да тоа колку немаат простор за своите идеи, своите размислувања, својот глас всушност да го изнесат над мнозинството мажи во ова поле, кое што се чини како се уште да некако себично да го чува на страна од можеби несвесно, меѓутоа се уште мажите во голема мера доминираат и во процесот на креирање политики, и во процесот на спроведување на некои поинклузивни мерки кои што би можеле да се применат. Се уште ако родовата еднаквост бележи одреден регрес или стагнација, морам да признам дека во спортот тоа е итекако видливо, бидејќи тука е многу доминирачка машката улога и патриархалната култура доаѓа до особен израз. И од тука во спортот и платите не се еднакви, односно платеноста на жените и мажите не може воопшто да се спореди. Огромен е тој јаз практично. Огромен е јазот и едноставно ако видите колку мажите и жените биле да речеме наградувани со некои да речеме оние награди за животно дело во спорт, стипендии, ваучери и така натаму, веќе ви е јасно дека има одредена дискрепанца за која што ќе треба години ако ни
и векови за да таа дискрепанца всушност се намали и да можеме да речеме дека даваме подеднаква шанса на жените и мажите, бидејќи не е доволно само ние да кажеме дека не постојат дискриминирачки политики, мораме исто така да имаме и некаков стимул за жените да прво да влезат во спорт, бидејќи тоа е навистина голем проблем. Нашето општество, девојчињата уште од мала возраст ги дестимулира за да се бават со спорт. Само, не знам, погледнете на што се случува на часовите по физичко во основни и средни училишта и веќе ви е јасно насоката како се насочуваат младите девојки и девојчиња и веќе понатаму кога стануваат и професионални спортистки, веќе тука го имаат и товарот на недоволни примања, недоволна поддршка од државата кои што доведуваат до морање да се прави избор дали ќе се бавите професионално со спорт или не, а да не зборуваме за евентуална желба да станат мајки и слично, кои што најчесто значи и завршување на кариерата без разлика на која возраст се наоѓаат. Жените и мажите не се еднакво платени во спортот, но не се еднакво платени во многу други аспекти, што прикажува повторно за тоа колку се вреднува женскиот труд генерално, односно прво неплатениот труд колку се вреднува, а потоа и активниот труд кој што го имаат и во спортот и во другите сектори. Дури и не само што демотивирачки, мислам, еден од главните аргументи е дека има повеќе посетеност и повеќе актуализирање и сензационализирање на машките спортови, меѓутоа не разбира дека всушност тоа е самиот дел од проблемот. Кога би се дале подеднакви можности, кога подеднакво би се инвестирало, како што се инвестира во женскиот фудбалски тим или и во машкиот фудбалски тим, многу поразлично ќе биде и всушност интересот на граѓаните и генерално на медиумите за тоа да биде следено како што треба. И многу е лесно да се каже, бидејќи нема доволно интерес, затоа ние нема да ги платиме жените повеќе, меѓутоа тоа не е точно и тоа е само начин за задржување на статус квото без суштински да се реши проблемот за прво кое е учеството, која е мотивацијата за жените да бидат дел од спортот и понатаму како навистина тие подеднакво се ценати и платени во се што работат и во самиот спорт. Денес, жените спортисти се наши модели, кои ги обожаваат милиони луѓе низ целиот свет. Речиси 100 години порано тие не можеа да трчаат, да пливаат, да фрлаат или да играат. Преку олимпијадите тие се бореа за ова право, да бидат во центарот на вниманието, во арената на нивното вистинско место. Нивната борба е илустрирана со процентот на жени на игрите, кој предолго е маргинален. Со текот на времето и еволуцијата на менталитетите, постепено се воспоставува равнотежа, конечно постигнувајќи паритет во Париз во 2024. 10.500 спортисти, исто толку жени колку и мажи. Сепак, паритетот и еднаквоста не е исто, нагласува Катрин Луво, социолог, почесен професор на Универзитетот Париз и Југ, чија работа се фокусира на условите и предизвиците на пристапот на жените до спортот. Многу се зборуваше и пишуваше во печатот дека Олимписките игри во Париз беа паритетни и на брзина се додаваше равноправни, односно равноправност меѓу мажите и жените. Се разбира, тоа представува проблем. Значи, на Олимписките игри, мажите и жените ќе бидат застапени равноправно, но никој за тоа не е заслужен. Тоа е насоката на историјата. Со време видовме дека се зголемува застапеноста на жените, како во светот на трудот. Во 20-тите години имаше 10 до 15% на жени кои имаат работни места. Денес сме 50% мажи, 50% жени. Така е и на Олимписките игри, но еднаквоста е кога тие ќе бидат третирани на ист начин. Различноста и равноправноста не се спротиставени, но еднаш еден тренер ми рече: девојките не можат да играат рагби, не сме исти. Да, се разбира, не сме исти. Добро, но тие можат да играат рагби. Не сме исти, но сме различни. Тоа што се спротиставува на различен е сличен. И еве, еднаквоста е нееднаквост. Така често слушам оваа опозиција и начин на размислување.
Значи, и покрај сите напори, спортот е и останува место на разлики меѓу мажите и жените. Тоа е исто така место на нееднаквост меѓу жените, бидејќи жените од работничката класа не учествуваат во него. Катрин Луво покажува како машкото и женското се конструираат и изразуваат во спортот, кој е историски машки универзум. Споредувањето на општествениот простор на возрастните и оној на училиштето, децата и адолесцентите, открива како разликите се обележани со развојот и трајноста. Во европскиот спорт остануваат очигледни разликите меѓу мажите и жените. Во 2023 година жените заземаа само 22% од позициите на одлучување во европските национални федерации на 10 најпопуларни спортови. Според податоците објавени од Европскиот институт за родова еднаквост, што се однесува до спортистите, ниту една жена не е меѓу 100 најплатени спортисти во светот. Од почетокот на 21 век Европската унија се справува со овие родови нееднаквости во областа на спортот преку неколку стратегии, како и програмата за финансирање Erasmus Plus. На тој начин овозможува да се насочи овој проблем со вклучување организации кои работат на терен и спроведуваат проекти на сите нивоа, федерации и клубови спортисти. Во поново време, Европската извршна власт формираше група на високо ниво за родова еднаквост. Незините членови го поднесоа и својот извештај во 2022 година, во кој упатуваат препораки до европските институции, како и до националните администрации во 6 области: учество, тренирање, лидерство, социјални и економски аспекти на спортот, медиумско покривање и насилството врз основа на пол.